Здраво, живо, ова е петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Ич не те прашувам како си. Буенос ночес, Алеманија! Буенос диас, Мексико. Како е? Ај ке те Многу добро. прашаме птено, што Прекрасно. морам. Прекрасно. Што е најбитно, поволно за ножето. Песок, топла вода, сол, Супер. климата одлична, значи прекрасно. Тој што, па речем, такви работи човек треба да види и да доживее. Значи тоа е сепак убава работа. Значи Да, пожелувам да секој ти. тоа кој што може такво нешто да доживее без разлика што и како тоа треба да се види. Но Супер. сега денеска сме тука, бидејќи месецот мај ни е малце многу поврзан со празничиња, слободни денови, што би рекле германците Брукентага, јас се чудев кога вика Брукентага, што мостова или што е мостов сега, кај е мостов Брукентага. Мостов ден, да. Ама после тоа разбрав дека работаа била тие што работат до петок, може да се заврзуваше антена, го западне празникот до четврток. И посебно у мај има доста такви празници што можеби некој да ги искористи. Од тука кога се прави планот, а за одмор правевме пред веќе 2 емисии правевме муабет. Да. Е доста плански изводливо. Така е. Да, во мај има најмногу празници во Германија. Тоа мислам дека сите тука што живеат веќе го знаат, ама секогаш гледаме да дадеме некоја информација за некои што тек ќе доаѓаат. Така да, во мај е најголемата радост на германците дека има најмногу можност да се земаат продолжени викенди. Тука има тепачка на работа кој ќе земе Брукентаг, односно ден меѓу четврток и сабота. Петокот, кој ќе го скрти петокот. Петокот кој ќе го работи, кој ќе се жртвува, да. Некои што се така по паметни или по испланирани, дури година дена унапред си гледаат, мислам некој месец пред да почне годината, гледаат кога се точните денови, точните празници и така си го планираат и одморот. Тоа од почетокот ми беше онака, викам сега кој ќе се замара, ама некогаш има стварно добри денови, мислам добри комбинации со 3-4 дена одмор може да ти се фатат па и 10 дена слободни. Точно. Значи така тоа, кој што рече ти, планираат они уште со време и борбата е у мајот кој ќе биде у одборот у тој. Јас сакам Кристи Химелфат, јас сакам Фро Лајшнам, јас сакам ама и 1 мај, ама и Фингстен да го фатам. И тука растануваат циркузи невидени. Ама, знаеш што открив ја? Интересното на цело ово е сите празници се поврзани фактички со Великденот, значи со Останот. Значи со Великденот. Тука околу, да, околу Великден, затоа и се некои се поместени секоја година. Значи кој ќе фатат, например, добро сега, за 1 мај се знае, тоа е денот на работата, тоа е државен празник. Меѓутоа интересното е што би требало да напоменеме посебно за овие што се тука или за луѓето кои што доаѓаат наваму, да знаат дека секој празник не е во секоја република празник. Значи може да се деси, например, има еден празник во ноември, ала Хайлиген, тоа е во например во Рајнан-Фалц е празник, во Хесен е празник. Да. Јас живеам во Рајнан-Фалц, а работев во Хесен. И требаше на работа да одам. А сите Рајнан-Фалц не работат. Да. Да, има државни празници, има 9 државни во сите покрајни. Тоа се Нова година, Велики петок, понеделник после Великден. Точно. После како Спасовден, како Кристи Химелфат. Го заборави речи го 1 мај. 1 мај го заборави. Да, па добро, мислам по редослед. Спасовден, Духовден, 1 мај. Денот на германското обединување во октомври и првиот и вториот ден на Божик. Точно. Тие се 9 секаде, а во секоја покрајна има некој плюс или минус, зависи. Точно. Како што е, например, сега, овој што иде Кристи Химелфат, го викаат Фататагот. Денот на таткото, ама ја разбрав работа, сега после долго време ми кажа што е фактички денот на Фататагот. Денот на Фататагот е оти Исус на 40 дена после, например, од кога починал, после 40 дена заминува кај татко му горе во небото. Значи оди кај таткото.
Чи за тоа го викале фататак. така. А не било тоа оти, ја би се порал ја Не, денот на таткото леле, денот на таткото, вака, Да. денот на таткото, привидејќи Исус заминуе спрема ваквоето и затоа е Мгм. тежок, како што рече ти, државен правник во сите М, републики во Германија. Да, Ама не ја само баш, фататак. да, Нема да заборавиш, да ги да. потсетиш твоите. Во недела е Во мутата. недела е мутатак, да, во недела е денот на мајката, тоа е исто е разлика со Македонија, ние немаме ден на мајката како таков, мислам, имаме само ден на жената, нели, 8 Жена, март. точно. Ама на мајката нема, тоа ми се свиѓа. Тука ми се свиѓа и што е исто и во една недела и на таткото и на мајката да нема дискриминација. Ама памајките малце се подискриминирани, оти таткото е 7 недела има вакво е слободен. Ќе одат утре Слободен, да. со бола вагенот, Да, со бола да. вагенот и Многу се со смешни. ваквото ќе шетаат. Многу се А- смешни. Значи, имам така колеги порано што ги знам сега дека се ептем фамилиарни луѓе, дека не се мрдаат од дома. Ама на фататак се иде со тоа количката што ја викаш со пуна со пиво, со се и се што Точно. и на некои, се не знам како е организирано, во некои градови си имаат, не знам како се вика тоа, дали си се движат со тие колички или поима немам што прават, дали има некои Има некоја рута, обично по рудите, Некоја- на пример, одат шетат по паркови во тоа, шетат и ќе седнат натаму и после тоа ке 5-6 само се јавуваат, ајде земиме. Да. Не? Да. Донеси Ако и организиран они треба превоз. да се и они треба Организиран да се опушта, да. А интересното е сега, па ќе речеме друго, ќе речеме ваквоето 8 март, на пример, тука е празник во Берлин и Мекленбург-Форпомен. Значи луѓето кои што живеат таму, тој ден е празник, денот на жената. Да. Така да за некој ќе биде интересно што се со место на живење понатаму. Сега окей. Да. Поминавме 1 мај, Кристи Химелфрат, после тоа иде Фингстен. Да, Фингстен духовден. исто точно. Да? Тоа е исто фактички нашиот духовден, по което ние што го викаме, не? Да. Кој е во сите републики вакво речи го како Да, државен празник. како државен празник. На крајот завршуваме со на 35-ти Фролајшна. Што беше Фронлајшна? Ама тој не е во сите Фролајшна, не е во сите републики. Тој е само во веќината католички покрајини, како што се Баден-Ветенберг, Бајер, Хесен, Нортон-Вестфален, Рајнан-Фалц и Сарланд. Тоа фактички тој празник го се величи, на пример, телото и душата на Исус Христос. Така. Да. Тој е црквински Фролајшна. И е во повеќето од католичките вакво речи го населби републики. Како што ги набрав. Да. Да, постори и во католичките покрајни, односно во покрајните каде што има повеќе католици, имало најмногу празници. Има некоја поделба, некој ако сака да си види, може да види колку празници има во неговата покрајна, таму каде што живее. Победник е Баерн, така да... Да. Колку имаше? 13? 13, а Аугсбург има 14 како град. Посебно точно. Тоа што го кажеш ти. Така да. 14. Аугсбург, во Аугсбург на 8 август се вика тоа Augsburger Friedensfest. На тој ден, да појасниме што значи, зошто се слави тоа, на тој ден фактички во Аугсбург се донела одлука за истоветување на сите религии во Германија. Значи, и протестантите, и вакво е, и католиците на исто ниво, таа некоја прокламација била во Аугсбург и тие тоа ја фајат. И само тој празник е во Аугсбург. И така. Затоа Аугсбург има највеќе слободни денови, како така може да речеме, во Германија, освен овие што се покрај државните. Интересно. Зошто има Бајер? Па Бајер се највише вакво најсе религиозно, они се вакво католичката е најголемата ваквоето. Исто они имаат на пример 15-8 Марија Химелфарт. Што кај нас го нема тоа.
Па таму се Да. само Бајерни и Зарлан го имаат тој. Мгм. Не? Да. Ја. Да. Значи може да има најмногу 14 во некои делови и најмалку 10. Се на Да. се. 10 до 14, така да. Ако планирате тука да живеете, ако живеете тука, да се знаете, тие се тие слободни денови и нема повеќе. Сега е мај, ќе се ги користиме овие споени денови кои што може да се спои. Следниот за нас во Хесен е во октомври, на 3 октомври. Усвари за сите, 3 октомври. Едино ако има некој религиозен измеѓу. Тоа е. Овие, например, измеѓу ќе користат Бајер, например, кој што рековме беше Аугсбурга Филмфест, на 15.8 се Марија Химелфарт, интересно е во Туринген на 29 се слави Светскиот ден на детето. Само во Туринген. Стварно, убаво. Баш убаво. Они и има уште една посебно интересна вакво е да напоменеме, а тоа е порано, не знам дали памтиш ти, до 95-та година имаше уште еден државен празник кој што беше на 20.11 и се викаше Бус Бетак. Бус Бетак, имам прочитано, ама не знам ништо значи ни 1995 го скина кога одлучија да во корис на флегефизишерот. Значи имаше некои тарифни договори со работодавците и работените и овие одлучија, окей, за да се финансира флегефизишерот, ќе го жртвуваме еден фајатак. Кој фајатак? Бусум Бетак. И тој го кина, освен, пак тука иде интересна работа, освен во Заксен. Така, окей. Знам дека го имам прочитано некаде како актуелен, затоа. Да. Да, мислам, добро, да не се лажеме, на крај крајва државата одлучува за државните празници, ако има некој интерес за некој празник да го има или да го нема, нормално дека ќе влијае. Да, али, па речам, они, интересното е тоа што ете ти како што спомна, например, и они истото си го имаат, например, Дувовден, мртвен и сите тие работи, компаративно, да речам, спрема нашите. Сега, например, они тоа него, например, ко ние, сега кај нив, например, на гробовот, да, ама не водат така, например, често колку, например, ние што тоа го правиме од религиската страна, да речам, или да одат во цркви или во којто. Да, има тие мисите, тоа да, меѓутоа тука е сосем подруго го, да речем, по сосем друго ја држат религијата они кај нив, да. Да, различно се го практикуваат. Да спомнеме дека во Германија, например, 20,9 милиони се католици, а 19,1 милиони се евангелисти. Помалку се евангелисти? Да. Не знам, тука во Хесен имам впечаток дека повеќе се евангелисти, односно тие што ги што ги познавам, ама кој знае? Сепак Хесен важи за католички, вакво речи го. Не сум знаела. Вакво е. Исто вакво и во октомври ово што го рече Ала Хајлиген, например. Едните, значи Ала Хајлиген, едните што е Ала Хајлиген е, например, во католичкиот дел, а 31.10 реформационстаг е во евангелскиот дел. Значи, например, на 31 слават во Брандербург, во Бремен, во Хамбург, во Мекленбург-Форпомен, во Нидерсаксен, во Саксен-Анхалт, Шлезвиг-Холштайн и Тюринген. Тоа дека други ние работиме тогаш. И тоа е интересното што во тој момент, например, овие што не работат таму, сите трчаат од другија покрајни на шопање, на купување вамута. Сега, утре на први, па овие се затворени, значи, останати Баден-Вюртемберг, Бајер, Нотр-Вестфален, Райнланд-Пфалц, Сарлан, они се затворени и ваквото речи го, они тоа студираат. Таа ти што рече интересна работа е Хесен. Хесен не припаѓа нити во реформационс, нити во Ала Хајлиген, бидејќи тука најверојатно се пари ваквото и не можат да говорат цркве кој е важички за нив ден, така да Хесен работат. Јас се сеќавам бидејќи живееме на граница тука, ајде сите, тој ден сите вакво е на тргаат у Хесен на вакво е на вакво е главата нешто се најато. Хесен е малце посебна снеголка.
ама окей, ќе жртвуваме еден ден. За ова Брукен, да, за Брукен така што спомнавме дека многу пробуваат или да земат продолжен викенд. Тоа фамилиите да си имаат предвид ако имаат деца во школа или во градинка, дека најчесто и школите и градинките се спојуваат. Односно зависи, уствари, еве во кај Лука во школото, например, денес во петок не учат, а градинкава па е отворена на Тино. Така да различно е, да. Школите мислам дека си спојуваат често, ама градинките зависи. Градинките се Различно е, поише очигледно. отворени. Школите повеќе спојуваат они. Да. И си Така користат некогаш тие денови си ги користат за, што знам, таму некои концепцион ако имаат или што знам, некои други денови Да. што им требаат без деца. Во основа, како што рече ти, препорачливо е кога го планирате одморот, обично да си го земете календарот и да видите кога, како се паѓаат. Сега понекогаш е фер и коректно да оставите и на другите колеги и колешки некој брукен так да искористат и они. Да речете, Да. мај, почнам ја од први и со 15 дена цел месечен одмор. Да. Јас Тоа е сакам да убаво. работам на Брукен така. Преска баш на една колешка и кажував, никогаш не ми е проблем. Сакам на рад во тишина да работам, дека знам тогаш никој онака нема да има таму. И мераци. И за 4 дена ние ретко негде одиме, така да не ми менја многу. И затоа кога понатаму ќе се реков ја планираш. за сите Брукен така, да, понатаму здрави. Понатаму ќе се планираш. Понатаму да сега уште ми се работи. Знаеш што е убаво? Знаеш што е убаво кој ќе имаш, например, 30 дена и да си направиш, например, одморче, со 8 дена правиш 15 дена, например, фаќаш викендот, 3 дена внатре, празникот, па го фаќаш едниот, да речам, ден, тоа се 4 од еднава недела, и другава недела ја фаќаш, значи со 8 дена фаќаш 14 дена одмор. Да, тоа понатака здраве кога нема да имам деца за во школа, кога ќе бидат големи. Сега во Тоа мај, секогаш значи, така- обично е да... Не можеш, сега не можеш да го планираш, веќе и празниците се надвор од распустите. Сега, Да. например, почна ова, речи го, некои имаат Фингстфериен, например. Тоа е сега новото. Фингсфериен, аха. Да. Сега, кој беа вакво е Фингстфериен, ми се чини дека има вакво речи го Райнен Фац, ми се чини дека беше. Од тих Хестен има 3 недели Останфериен. Да. Скапа Е, сега овие Фингстфериен имаат. Интересно. Точно, Да. Райнен Фац има Фингстфериен имаат. Аха. Распуст за духов ден. Колку чудно звучи. Ама, Марина, логички да ти што викаш, кој ќе спојат, например, школи, чим спојува, например, чим го врзува, да речем, вакво е празникот пред тоа, кој што рековме ние, Фингстонот се паѓа на, во речи го, Фингстонот се паѓа на 19 и 20. Фингсмонтаг. А Кристи филмот е на 9. Да. А за Великден исто имаше една дискусија дека нели за Великден тука понеделник после Великден е слободно, а ако не се погоди на иста дата Великденот со нашиот со нивниот, на нас ни е обичен ден. И јас, например, нормално си бев на работа во понеделникот. Точно. Ама има опција за децата да се ослободат од школа. Значи, тоа не го знаат многу. Може ако, значи, треба да се пријави, само да се каже на наставничката, дека детето е православно, дека славиме Великден и според Religionsfreiheit, значи слобода за практикување на религија, би требало да го ослободат тој ден. А вие, ако сакате како работници да си имате слободно, може нормално слободен ден да земете. Или имаше да земеш неплатен одмор. Или неплатен одмор, се едно, да. Ама на тебе како работник не ти даваат. Тоа е така. Тоа да. Или ќе треба да планираш. Океј, тоа е вакво е Великденот и да си ги спланираш работите за да можеш, например, и после, да речем, во понеделникот да можеш да бидеш слободен тоа. Марина? Да. Да не те зонадомо ти уште си со кашлицата? Јас сум стварно не знам што се вратив во Германија од Македонија и се разболев. Така да совет остани си во Мексико, уживај си таму, да не те пати и тебе тука некоја кашлица. Не беше корона, беше само настинка, ама ме кутна многу.
Ајде сега ние се враќаме назад кај да е другата недела, носам сонцето натаму. Може не толку Супер. колку што тука, а бар малце да фатиме. Кога што гледам температури, горе се качуват, таму се качуват. Да, добро, да. Добро е, ќе биде добро сега викендов има некој стрит фуд фестивал во Гисен. Планираме да го посетиме и да јадеме што и да има. Да видиме што ќе се понуди. Да искористиме и ние малце од продолжениот викенд. За споредба со Македонија не споредивме дека Македонија уствари има многу повеќе празници од тука. И затоа уствари мислам, теорија моја, затоа и толку малку одмор имаат ке нас работниците. Колку имаат одмор, они не знам колку работни денови. А за не се лажам, 20 повеќе од 20 немаат. Повеќе од 20 немаат, да, повеќе од 20 немаат. Повеќе од 20 немаат, ама кој ќе размислиш колку празници има, испаде на крајот повеќе од колку да речем што треба. Да. Мада не треба да ги критикуваме. Така си се добро, има многу, да, има и државни, и религиозни, ама и тука и нели партиски се, не знам. Ден на ваква партија, на таква партија. Азбуки или знамења, Да, има ден на дрвото, што ти ја знам. Ден на ВМРО, ден на вакво, ден на такво, значи тука тоа нема. Таа дури мене ти кој што спомна преска по социјални медии беше интересно, сега јас приметив еден, не дека во нека од групи ова пишува, вика дали вика Великденот вика тука е законски. Тука се знае што е законски. Тука да. Законски отидеме као нешто рекоа Рамадан Мамадан, но тоа го спомнати. Да, точно, можете да се ослободите. Може, никој не ти брани, ако кажеш, ја и за Божик некогаш, така мислам, може да си направиш нормално 6 да се ослободиш и 7. Точно, тоа е лично право, ти кој што го рече тоа, имаш право. А тука во законот се знае, ти спомна веќе, тука едното е државен празник, а другото е, да речем, овие што се црквинскиот празник. Ама кога ќе видиме, например, црквинскиот празници, кој ќе земеш, само 2 или 3 се на цела Германија. Да, така е, да. Некоја солидна мешавина имаат. А тука имаме еден календар отворен, вака на македонски. Интересно ми е што тука е, например, се барат Deutsche Feiertage, значи празници, а во Македонија вика календар со неработни денови. Значи не вика празник, туку битна е тоа. Значи изборот на зборови. Календар со неработни денови. Има 1, 2, 3 месеци каде што нема ни еден празник. Февруари, март и јули. И тоа е јули кога се зима одмор. Ако ставиш во февруари уже празник. Да, у февруари уште празник фали. Може уште некоја сарма што останала од стара нова година. Некоја замрзната. Од Свети Јован. Да. Да, добро тоа е. После некоја година си се навикнувате на тука, на тие празници, си се радувате во мај и тоа е тоа. Мај посебен. Тоа мора да се признае. Мај нема недела каде што немате празник. Тоа е специфичен месец во Германија. И тука, уште ако се погоди времето, кој што сме ракли за скаричиња, маричиња, има да чури до 101 назад. Да, така е. И Лука е исто времето да се погоди. Тоа е многу битно. Така да се надевам ќе се погоди, да. Вие кога се враќате? Врска немам со време, сум и јас сум вакво е, не знам никога, знам дека сабота, ама ќе стасам изда недела, ама недела. Така. Ќе начекате уште некој празник тука? Ќе начекате, море? Како не? Фингстен. Да, Фингстен, да. Да, е уште два празници ќе фрунлајчнам, да. Супер. И на Фингстмонтаг сум на крштевка на кумашинчето. Тоа се спремаме сега. Се спремали? Да, се спремав, нараđав поклон, тоа требаше малце да не ни знаев што се, малки креси намовед, не знаев ни што се порачува, ни што се носи тука, тоа ми беше интересно. Ама се спремив. Приказка ќе кажеш ли? Приказка треба да кажеш, че испаднеш таму ко кума, ќе те викнат на вакво е, на пултот, ќе треба едно вакво е мало, вакво е да направиш.
Па, тоа нема проблем би направила, само не знам дали ќе бидам како кума или како сведок внесена, дека тука искочи една ситуација, ми бара, односно на другарка ви барале за мене Patenschein, значи документ дека смеам да бидам кума и Да. се пишав на еден поп и така малку како одсечно, ама културно, ми кажа дека тоа се две различни религии, дека не би требало да ме внесат како кума и као другарство си е другарство, ама добро и се мене ми беше добро, си викам не мора да бидам внесена како кума, seедно, значи мене ми е Мгм. честа таа да го придружувам детето, да му бидам како нели бецукспезон понатака. Да. Тоа ми е мене, а не нешто да ме пишува некаде, туку односот со детето што ќе го имам, што планирам да го имам. И така, ама од досегашните искуства со такви црквени работи си викам, ќе прашам уште еден поп и прашав уште еден прекрасен човек, Мгм. кој многу убаво ми кажа дека ние не стварно нашата црква нема такви некои документи, нормално мислам нашата црква издава венчаници, Да. крштевници тоа. Ама кажа у стил поголем греф е да ја одбиеш таа чест, отколку да речеш Пеки нека ме запише таму како сведок, па понатаму ќе си градам сепак јас однос со детето како кум. Бидејќи тука во Германија може кум да ти биде и атеист и некој што е од друга Секој. вера. Значи тоа не е секој, да. Од петорица кумови и куми, еден треба да биде внесен како Taufpater, другите како Точно. сведоци. Точно. Тоа е, да, мала дигресија на Што новец. каква ќе биде крштенката? Евангелска или Евангелист, да. обично кажеме, јас кога бев например патер, ти бе евангелист, јас сум и ти викам тие држиш, ти испадеш надвор, напред, одиш таму, треба да кажеш нешто, демек бецук на детето, вамо таму, ја ќе бидам тука со тебе, ќе те пратам, можеш да дојдеш секој време, такви смисли, тоа Да. Ќе тоа си е смислам, улогата фала ти на фактички на совет. тие Па тоа е тоа, не да ме пише, мене ми е seедно, никаде не мора да стои. Ден ќе крштеваш и вечераш, тука тие работи ги немаат они. Кумот прасето и сите тие работи. Тие адети ги немаат. Битно е тој што ти кој што рече да го пратиш детето во или детето да знае каде да се обрати. Таа дори еве не дај Боже на пример да се деси нешто Да, во таа ситуација на пример, кумот или патето игра доста важна улога во делот, бидејќи он е официјално запишан. Официјално тоа не е, да речам, шала, пати или кум или тоа, окей, овчата и терај. Да. Тука он си има своја, како да речам, значи, улога која што и си ја врши како патер, во случај да се нешто вакво е да биде. Да. Точно, да фамилијата е тука, меѓутоа тоа е уствари честа, да. Тоа е честа. Точно, таа е таа честа, таа што ти го направиле, на пример, одлучуваат дека Марина е способна таа улога да ја изврши. И го травуваме тој, имаме доверба во неа дека тоа ќе го изврши како што треба или во наша смисла. Да. Да. Прекрасно. Да. Така да јас така ќе поминам еден празник. Да. Епа кумо, ќе кажам како сум поминала, фала на советот и си смислам да, само се најдобро, треба и некоја торта да ме замоли некој колаж да направам и сега ајде знаеш тука германциве, викам каков колаж, знаеш каква торта? Сеедно, твој избор, само вика зафатени се, не знам, мандаринен кухен, знаеш, колаж од мандарини, колаж од не знам некој чоколадо. Седи, викам, јас васина торта ќе направам. Да, имам правилно неколку пати, па да се знае која е најдобра кума. Не ќе си играм играчки. Прво со тортата да се покажеме, да, пак има уште една кума таму, не сум само ја таа не ја знам. Да. Ќе биде интересно, стварно не сум имала таква можност со сега. Тоа ќе го фатиме, кој ќе помине кумство да го фатиме, ќе кажеш импресии од кумство, како е да бидеш кум во Германија. Да. И толку од нашата тема за празници. Мене саатот ми покажува, ние сме умалите саати таму кај вас. Тука, ние сега, ја од тука фаќам 20 метра и од ти не плажа. Прекрасно беше. Прошлиот пат не можеме да снимаме од оправдани причини, да речем. Да, јас бев болна и ти тазе стигна, да. Со она, како беше?
сепак верувам дека ќе ни опростат, ама паѓаршам емисијата Сигурно. беше верувам дека емисијата беше интересна да се потсетиме на осмомартовските доживљаи Да. или од осмомартовските импресии со двете дами што ги имаме како гости. А еве од денеска повторно, ако сме 8900 километри подалеку и не знам колку часовни зони подалеку, сепак си го правиме тоа што си го сакавме и што си го зацртавме и затоа те поздравувам тебе, ти поздравувам сите Да. и се слушаме во петочно со Марина и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус!